на Zoom би требало да ги имам заменикот министер за финансии Димитар Ковачевски. Господин Ковачевски, добро утро. Добро утро, се надевам дека ме слушате. Јас ве слушам одлично, а мислам дека и нашите гледачи и слушатели тоа исто така го перцепираат на тој начин. Денеска ве побарав затоа што сакам да поразговараме малку за ова што ми се чини дека е една мала револуција во транспарентноста на министерството, а некако помина во целите овие наши, да кажам, преокупации со, се разбира, со право, со вируси, со афери и така натаму и така секој ден, а тоа е фискалниот бројач кој вие пред неколку дена го представивте за јавноста. Ајде јас да не ја прераскажувам приказната за фискалниот бројач. Кажете ни што е суштината на тој проект и што сакате да постигнете со тоа? Јас најпрво сакам да ве поздравам и вас и вашите гледачи. И навистина благодарам за поканата. Точно е дека овој период, посебно цела 2020 година и почетокот на 2021 година, и граѓаните, секако и ние кои што сме членови на владата, сме преокупирани со подготовка на економски политики и здравствени политики со цел заштита на здравјето на граѓаните и на економската благосостојба. И јас накратко во една реченица, доколку некој ми поставуваат прашање како е предизвикот во ова време да се биде еден од луѓето кои што управуваат со Министерството за финансии, секогаш им одговарам, тоа е предизвик во кој што постојат три главни работи. Првата е да се спаси се она што мора да се спаси во време на криза, односно да се помогне на најпогодените граѓани и да се задржи економската активност. Втората е да се обезбедат проекти и да се обезбедат политики кои што ќе генерираат раст во идните години. И третата е да се задржи и да се зголеми нивото на транспарентност. Вашето прашање е токму во делот на третото прашање, а тоа е како Министерството за финансии и во овие услови обезбедува нови алатки за транспарентност. Фискалниот бројач е новата алатка за транспарентност на Министерството за финансии со високофреквентни податоци, која на дневна основа ги прикажува приходите, расходите во буџетот и извршувањето на капиталните трошоци, додека на месечна основа го прикажува државниот долг. И целта на оваа алатка, објавена на веб страната на Министерството, е понатамошно отварање на буџетот кон јавноста, за да се постигне повисоко ниво на фискална транспарентност. Вие знаете дека и во минатото Министерството за финансии објавуваше редовни извештаи во однос на главните фискални и макроекономски податоци. Меѓутоа, фискалната транспарентност за нас е највисокиот степен на контрола на јавните финансии, бидејќи на располагање се ставаат информации кои креираат јавно мислење, кој пак има висок степен на корективна моќ. И креирањето на подобар систем на јавни финансии се состои меѓу другото и од постојани активности во насока на подигање на фискалната транспарентност. Оваа алатка придонесува токму во оваа насока и таа на дневна основа го прикажува полнењето на државната каса, како и расходната страна на буџетот, односно кумулативот од почетокот на годината до конкретниот датум на објава, како и степенот на реализација во однос на планот. Исто така, алатката дава и високофреквентни податоци. Колоквијално високофреквентни податоци се значи менуваат секој ден, како што поминуваат трезорските трансакции, за извршување на капиталните расходи и на тој начин прави притисок на сите институции за подобра реализација. Вие знаете дека во 5-годишниот план на Министерството за финансии, кој што за прв пат беше изработен во таква среднорочна рамка, воведовме и нов механизам на следење и на управување со капиталните расходи со цел да тие бидат реализирани на повисоко ниво. И на овој начин се прави притисок на сите институции за нивна подобра реализација. Господине Ковачевски, дава можности да следење на државниот долг, тоа е исто така многу важно, на месечна основа, податок кој досега се објавуваше на квартално ниво. И сумарно, значи, со оваа алатка се обезбедуваат високофреквентни податоци кои претходно не и биле достапни на јавноста со цел подобар увид во помнењето и трошењето на средствата од државната каса. Ајде малку да ги искоментираме, бидејќи јас сутринава денеска влегов на фискалниот бројач и ги гледам на вистина податоците се со вчерашен датум, тоа значи дека се најсвежи, бидејќи предпоставувам дека денешните или ќе излезат подоцна или ќе бидат достапни утре. Во приходите реализацијата до 15 март е 19,5%.
Што е тоа? Сте го натврдили, бидејќи тоа ми се чини како многу пристоен приход, реализација на приходите во буџетот. Дури ми се чини и како мало надфрлање од планот, бидејќи ако 20% за 2 месеци, за 2,5 месеци, тоа значи дека сте можеби 1-2% понапред од планираното. Точно ли ги толкувам овие податоци? Тоа ли е намерата со која што сте тргнале кога го правевте овој фискален бројач? Да можеме да видиме точно како се одвива, да речеме во овој случај, собирањето на приходите? Апсолутно, значи како што веќе кажав, сакаме со ова да обезбедиме ниво на транспарентност во кое што секој граѓанин и секој оној кој што е дел од економскиот живот, не само и граѓаните, бидејќи ова се бројки кои што се значени и за компаниите и за менаџментите на компаниите, да видат на кој начин се движи македонската економија, бидејќи овие параметри сепак даваат одредена слика за тоа како македонската економија се движи. Од каде ви е земена, господин Ковачевски, од каде ви е позајмена оваа идеја, бидејќи изгледа многу оригинална, а не знам дали во други земји е практика за овој вид на фискални јавни транспарентни бројачи. Ја позајмивте од негде идејата, мислам не е срамота, ако е добра идеја, треба да се земе. Значи прво и министерот и јас постојано кажуваме дека во Министерството за финансии се работи тимски и дека ние постојано користиме искуства како на експерти од земјата, така и на експерти од странство. Исто така со нашите партнери од мултилатералните финансиски институции, од Европската делегација и од други организации од областа на финансиите. И користиме и ги согледуваме најновите достигнувања во рамките на финансиското работење, а тука спаѓа и транспарентноста. Исто така имаме и определба за дигитализација на процесите, што сепак мора да признаете дека и новиот портал на Министерството за финансии, како и податоците кои што ги нуди на дневна основа е во таа насока. Така да одговорот е дека да, ние ги следиме искуствата од поразвиените земји и ги адаптираме на нашите услови. Свативме дека и ние имаме податоци кои што можеме да ги споделиме на дневна основа. Потребно беше само да експертите во Министерството за финансии тоа го обликуваат на начин кој што Има ли вако фискален бројач во некој од соседните земји, од балканските земји на пример? Па ја не можам да ви кажам точно, бидејќи не сум правил анализи на соседните земји. Меѓутоа верувам дека голем број на земји имаат вакво ниво на транспарентност, дел имаат, дел немаат. Ние сепак сметам дека на овој начин влекуваме во групата на земји кои што обезбедуваат високо ниво на фискална транспарентност преку воведување на вакви алатки. Исто така сакам да најавам и уште една работа од Министерството за финансии, односно уште една алатка која што наскоро ќе излезе, а која што ќе креира поголема предвидливост во деловното окружување од аспект на законската даночна регулатива, односно ќе биде објавен календар на законски измени во даночната регулатива, идеја која што произлезе од континуираниот диалог со коморите и која што на компаниите ќе им олесни да можат да ги предвидуваат сите даночни обврски и даночни промени кои што произлегуваат од на различни регулативи на регуларна основа и тоа да им биде достапно на наједноставен начин преку сајтот. Да ве прашам, бидејќи на фискалниот бројач ги гледам приходите, гледам расходите, ги гледам и капиталните расходи. Кога е државниот долг во прашање, што е четвртиот податок, податокот ви е од 31 јануари 2021 година и е 48,3%. Во тоа не влегува новата еврообврзница? Кој е овој податок што го читаме овдека? Значи, прво кога зборуваме за државниот долг, мора да направиме јасна дистинкција меѓу државниот долг и јавниот долг. И затоа може да постои забуна. Државниот долг е се она што е долг на централната влада, а на тоа кога ќе се додаде и долгот на јавните предпријатија кои што го гарантира државата, тогаш доаѓаме до нивото на јавниот долг. Во рамките на до 31 Во тоа спаѓаат и општините, претпоставувам. Не само јавните предпријатија, туку и општините. Да, така да тоа е долгот на централната влада, а се она што е гарантирано е во до ниво на јавниот долг и тоа се дефиниции кои што ги користи Меѓународниот монетарен фонд и на кој што ние се придржуваме.
Вие ми поставивте прашање во однос на остварувањето на приходите, на расходите. Она што можам да го кажам е дека приходите во првите 2 месеци и овие 16 веќе дена од 2021 година се прибираат во рамки на предвидувањата на Министерството за финансии. Расходите редовно се сервисираат во сите делови, како дискрециони, така и недискрециони обврски на централниот буџет, значи спрема фондовите за исплата на плати, за исплата и редовно сервисирање на сите договорни обврски. Евроврзницата ја спомнавте, евроврзницата беше издадена во текот на оваа година и таа само покажа, како што покажа и извештаите на Standard & Poor's и на Fitch, кои што го потврдија нашиот кредитен рейтинг, преку историски најниската каматна стапка која што... Да, тоа го разбирам, меѓутоа дали евроврзницата е влезена во овој податок за државен долг, кој што е до 31 јануари овдека презентиран? До 31 јануари не е влезена, бидејќи таа беше подоцна издадена и таа ќе влезе на крајот на месецот кога е издадена. Добро, затоа што гледам дека таа е нелогично за разлика од овие апдейтирани навистина вчерашни податоци. Меѓутоа вие треба да знаете дека ние со евроврзницата која што сме издале сега, ќе раздолжиме евроврзница која што беше земена издадена во 2014 година и која што беше на половина милиарда евра висина и каде што доколку ја споредиме евроврзницата од 2014 година, која што ќе ја вратиме оваа година, со евроврзницата која што издадовме сега, практично само по основна камата, да, тоа ми е јасно. Имаме заштита од 82,25 милиони евра, што значи дека се работи Ковачевски, само што ќе рипне и процентот на задолженост од БДП, затоа прашувам, бидејќи овдека стои 48,3, веројатно ќе надфрли 50. Значи, она што можам да ви го кажам и она што многу транспарентно и министерот и јас го презентиравме пред пратениците во собранието при носењето на буџетот. Значи, таму многу јасно беше прикажано за прв пат, ќе повторам уште еднаш, среднорочна планирање на фискалната стратегија и на јавниот долг, дека прво јавниот долг порасна како резултат на преземените мерки за заштита на населението и за поддршка на економијата во време на криза. Потоа планираме нивото на јавниот долг да се зголемува за да може да се финансира растот и развојот во земјата, пред се за инфраструктурни проекти и во 2025 година планираме тој да се намали под нивото на 60%, што е и еден од мастришките критериуми. Така да Министерството за финансии има многу јасна стратегија, многу јасна слика за тоа што планираме во 2020 до 2025 година. И тоа е препознаено исто така од меѓународните финансиски институции, од нашите партнери, од Европската комисија кон која што стремиме, и тоа се беше и тоа практично влијаеше на едно исклучително поволно ниво на камата, пак ќе повторам историски најниско ниво на камата за евроврзница, кое што Република Македонија има издадено во својата историја. Морам да ве искористам додека сте тука уште 5-6 минути да ве прашам и за го спомнавте собранието, ги спомнавте плановите на владата и така натаму, се е тоа во ред, меѓутоа петиот пакет е закочен за помош на пандемиските, да кажам, последици, за колку толку нивелирање на некои од тие последици. Докаде сте завршивте со четвртиот, докаде сте со петиот пакет кој беше најавен, образложен, а прашање е кога и дали ќе стигне? Прво, четвртиот пакет, првиот, вториот, третиот и четвртиот пакет на антикризни мерки беа донесени минатата година. Тие беа со големина со вредност од 1 милиарда и 20 милиони евра. Дел од тие пари беа директни буџетски исплати од страна на Министерството за финансии и владата. Дел беа даночни олеснувања, што значи дека ја намаливме приходната страна на буџетот. Беа дел одложување на одредени аконтации и дел беа кредитни линии од страна на пласирани преку Развојната банка на Република Северна Македонија. Петиот пакет на мерки, кој што беше донесен на владина седница, во кој што учествуваа сите релевантни фактори, значи стопански комори, синдикати и така натаму, е преточен во законски решенија.
тие се доставени до собранието на Република Македонија и ние очекуваме одговорност од сите политички фактори и сите парламентарни групи во собранието да тој пакет на мерки се донесе. Во моментов е многу актуелна темата за тоа кој ги кочи тие закони. Јас сум дел од собранието преку Комисијата за финансирање и буџет, кое што е матично тело на Министерството за финансии и законите кои се предлагаат. И морам да апелирам дека и доколку никој не може да го ускрати правото на филибастеринг, никој не може да го ускрати правото да по 20-30 пратеника да зборуваат за одредено законско решение, без при тоа да постои ниту еден амандман на тоа законско решение, туку само да се одолжува времето на носење на тоа законско решение. Меѓутоа сепак сметам дека сите политички партии без оглед на нивната провиненција имаат обврска овие закони да ги донесеме што побрзо, бидејќи на крајот на денот тие се за граѓаните и тие се за македонските компании, тие имаат огромно значење за нив. Во поглед на политичката борба, јас сум уверен дека постојат други теми политички на кои што може да се води политичката борба, меѓутоа сметам дека ова не треба да биде. Ве разбирам со тоа што го апелирате, доктор Ковачевски, Димитар Ковачевски, заменик министар за финансии, меѓутоа пред вас на нашата програма гостинка беше пратеничката Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН, каде што не успеам да детектирам никаква подготвеност за правење компромис околу работи. Напротив, рецептот на опозицијата е дека единствената надеж и решение за излез од целата ситуација се предвремени избори. Вие од друга страна апелирате, бидејќи средствата законите што ги чекате се наменети за помош на економијата, вработените луѓето во Македонија. Меѓутоа, деновите си врват, а не гледаме дека се приближувате со ставовите помеѓу власт и опозицијата да овие пакети се реализираат. Можно ли е побрзо да дојдеме до воредни избори, како што сака опозицијата, отколку до дистрибуција на овие планирани средства за оние на кои што тие навистина им се неопходни? Ве прашувам политички, не само... Вашето прашање имаше една формулација која што мислам дека дава добар одговор на остатокот од целата ваша теза која што ја поставивте, а тоа е дека вие, односно ние како влада, чекаме да бидат одобрени средствата од собранието. Значи, владата не чека да бидат одобрени средствата од собранието, туку граѓаните кои што треба да ги добијат тие средства и очекуваат, компаниите кои што треба да ја добијат поддршката за плати за февруари и март и очекуваат, компаниите кои што треба да добијат кредити, кои што треба да добијат ефтини бескаматни кредити преку Развојната банка, тоа го очекуваат. Занаечиите, хотелиерите, транспортерите, спортските клубови и така натаму тоа го очекуваат. Во однос на тезата која што пратеничката од опозицијата има поставено, јас немав прилика да го слушам незиното интервју. Еве, ајде да ја поставиме и така работата. Ние имавме избори на 15 јули. На 15 јули владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз со своите коалициони партнери и Демократската унија за интеграција, ја добија довербата да ја водат владата. После тоа имавме период во кој што опозицијата велеше дека има ново парламентарно мнозинство. Имавме гласање на доверба на владата по прв пат во историјата, каде што премиерот сам побара да се гласа доверба на владата и владата ја доби довербата од мнозинството. Сметам дека тоа е дека не е продуктивно пак да зборуваме на истата тема, бидејќи и да има избори, ја убеден сум дека ништо нема да се промени. Така да сметам дека и власта, и посебно опозицијата, треба да ја земат одговорноста во своји раце, да се свика собранието и сите закони кои што се однесуваат на активирањето на петиот пакет мерки да се донесат. Исто така да не заборавиме уште една работа. Од четвртиот пакет мерки имаше 22.000 граѓани кои што заради блокирани сметки не можеа да ги добијат да ја добијат еднократната финансиска помош. За тоа требаше да се направи законска измена. Таа законска измена е поднесена и се уште не е одобрена во собранието. И стварно сметам дека и апелирам на високо ниво на одговорност за да може сите овие закони да бидат што поскоро донесени.
Добро, Димитар Ковачевски, заменик министар за финансии. Господин Ковачевски, штета е што заради овие пандемиски услови не можеме, додуше гледаме и на другите телевизии, на другите медиуми има дебати по овие прашања, но секој ше побаво да имаме во студио отколку да имаме на зумови, но тоа е тоа, мораме со тоа да се привикнеме. Ви благодарам за ова утринско брифирање и за ова, барем мене ми се чини како навистина едно мало револуционерно прашање на овој фискален бројач кој што дава ретка можност за еден подигнат вид на транспарентност за кој што сите се залагаат во општеството. Ковачевски, благодарам за утринско вклучување. Ви благодарам и на вас на поканата. Поздрав до вас и до вашите гледачи.